председателе. Мислам дека не е во ред од ваша страна, затоа што согласно член 43 пратеникот што го поставил прашањето, под обвинениот одговор има право да постави дополнително прашање во траење од 3 минути. Јас колку што разбрав, пратеникот Ристовски имаше 3 прашања: вакцинацијата, стерилизацијата и клиничка болница. Како успеавте овие 3 прашања да ги споите во едно? За да, ама 9, вие можете и 19 да помислите дека има. Меѓутоа, официјално се 3, затоа што кажа дека има 3 прашања. Фактички, ај што не одговарате на писмени прашања од пратениците на опозицијата, зашто реагирав на почетокот на седницата, сега и од можните 9 минути за одговор на пратеникот Ристовски, успеавте да скратите 6. Тоа се должи на вашето искуство, знам, меѓутоа ќе би ве замолил да не го прекршувате деловникот. Дополнително продолжува со вашата пракса, кога дискутираат пратеници од опозицијата, да влегувате во збор, а кога пратеникот не бевте вие, тоа морам да го потенцирам, Талевски повторно ја ословуваше ВМРО ДПМН, не ја водевте вие, тоа го кажав и јас, значи, кога ја ословуваше, повторно не беше прекинат и повторно не беше наречена партијата согласно официјалното име од регистарот на политички партии. Па после се лутите кога даваме на СДСМ разноразни наставки, меѓутоа јас ќе апелирам и до вас и до председателот на собранието да се почитува официјалното име на партијата, за да можеме и ние да ве почитуваме и да ве кажуваме со тоа име со кое што треба да ве кажуваме согласно регистарот на политички партии, а не да ги употребуваме имињата кои што граѓаните на Република Македонија веќе секој ден се повеќе и повеќе ги употребуваат за вашата партија и за вашето раководство. Благодарам. Благодарам.